Младен, ти подготвив нешто специјално. Сендвичов е крај. Полн е со се што ти треба. А така, пардон, да поминам. Не е лесно да одолееш. Изгледа вкусно, ама стварно е крај. Смрт. Даде, смрт, па што? Бог да чува. Месо. Вкусно, сочно, полно со протеини, Б витамини, железо, цинк, магнезиум. Но што е вистината за месото? Науката го поби митот за незаменливоста на месото. Човек не треба да се храни само со месо, зашто му недостигаат ензими за негово брзо разградување. На дигестивниот систем му се потребни неколку дена да го преработи месото, па за тоа време стоејќи во цревата скапува. Паштети, салами, колбаси, биршли, хемија. Натриум бензоат, содиум нитрит, натриум хидроксид, амоњак. Затоа имаат прекрасна розова боја и успеваат да останат свежи и до 3 месеци. На нашиот организам треба да му дадеме шанса да се прочисти помеѓу 2 месни сесии. Месо во умерени количини од 2 до 3 пати месечно, здраво подготвено, е квалитетен извор на хранливи материи. Денес ќе се подсетиме на некои стари македонски специјалитети од месо. Месото е составен дел од македонската традиционална кујна, но тоа не значи дека секојдневно треба да го конзумираме. Животинските масти се важни, се многу поважни од маргаринот кој дефинитивно треба да го исфрлиме. И апсолутно. А голема е заблудата дека месото во сите форми секогаш е штетно. Меѓутоа треба да внимаваме при неговиот избор и начинот на припрема. Што ќе ми подготвиш сега? Денес ќе ти подготвам телешка кременадла во сос од бело вино и тревки. И ќе ти подготвам зајак во модри сливи, типичен за јужниот дел на Македонија. И е многу вкусен и здрав. Почнуваме со телешкото. Почнуваме со телешкото. Одбравме убави кременадли и сега ќе ти покажам. Кременадлите ги валкаме во интегрално брашно и пропржуваме на малку масло. Додаваме лук, бибер, рузмарин, мајчина душичка и маслинки. Залеваме со бело вино и на крајот додаваме неколку исечкани благи чери домати. Готвиме кратко, за сите убави нешта да останат во јадењето. Кременадлите се готови. Што е след? А сега ќе ти приготвам зајак во модри сливи. Одлично. Обаруваме неколку зрели домати за да омекнат. Во подлабок сад пржиме кромит на ладно цедено масло. Ги додаваме парчињата зајачко месо и пржиме додека да се вцрват. Долеваме вода. Сварените домати ги пасираме и ги додаваме во тенџерето со зајачко. Додека се вари, се додаваат сливите и маџунот, пошто вариме уште 15 минути. Инстаните јадења е важно да ги оставите поклопени неколку минути да се одморат. На тој начин подобро се поврзуваат вкусовите и нема да го имате она чувство дека ви недостасува сол. А Македонија е пребогата со квалитетно вино. Затоа денес ќе ти приготвам и еден специјалитет зајачко со зеленчуци и квалитетно црвено вино. Се сечкат целер, кромит и морков и динстаат во тава со ладно цедено масло. Парчињата зајачко месо се валкаат во интегрално брашно и се динстаат со зеленчуците. Додаваме кршени зрна бибер и црвено вино. По потреба долеваме вода. Динстаме околу 10 минути и го оставаме на топло за да се спојат вкусовите. Одлично. И да не ме фати од виното. Нема да те фати од виното, алкохолот испари, останаа само винските шекери. Пржењето, покувањето и печењето на црвени меса е тоа штети за твоето здравје. Дури и вака подготвеното месо не треба да го конзумираме секојдневно. Така е. Храната може да биде и отров и лек. Од вас зависи. Трпезата нека ви биде олтар во домот, а продуктите набавувајте ги во пребогатиот шпајс на Македонија.